Ако не им се исполнат барањата за повисоки плати, јавниот сектор ќе стапи во генерален штрајк на 22 јуни. Ова е одлуката на Сојузот на синдикатите на Македонија, откако последната средба во владата заврши без успех. Првиот синдикалец Дарко Димовски е разочаран и бара од владата да ги сватат сериозно, зашто инфлацијата веќе ја изела работничката плата. Владата сериозно да свати работата. Бидејќи Сојузот на синдикатите на Македонија ова го бараше уште од 1 мај. Истите не бодува. Еве, денеска јавно ги повикуваме, прифаќаме од 1.7. Линеарно зголемување на платите од 2806 денара. Износот не е голем, износот е солидарен и износот е да се амортизираат ценовните шокови и двоцифрената инфлација. Димовски уште еднаш повтори дека мора да има линеарно зголемување на платите за 2806 денари, подпишување на општиот колективен договор како и враќање на изгубеното право на регрес од 2023 година, и тоа во износ од 30 до 100% од просечната плата. Работникот треба да се вреднува, бидејќи, пак ќе кажам, јавниот сектор е сервис на граѓаните. Без јавниот сектор ништо не може да функционира. Истото го правиме и во приватниот сектор. Во приватниот сектор многу ни да е подобро, онамо кај што сме синдикално организирани. Ако власта и натаму нема слух, вработените во јавниот сектор ќе штрекуваат на работните места. Тука спаѓаат војската, полицијата, просветарите, лекарите, вработените во комуналните претпријатија, како и сите општини и останати јавни институции. Од Сојузот на синдикатите на Македонија на владата и даваат рок до 21 месецов за да се чуе гласот на работниците. Ако и натаму останат глуви на барањата на синдикатот, дефинитивно излегуваат на генерален штрајк. Ваквата одлука за генерален штрајк доаѓа откако синдикатот не постигна договор за повисоки плати и власта буквално ја поплукала дадената рака дека ќе им биде исполнето неопходното барање на работниците.